нашите браќа кои неправедно се обвинети и приведени. Најголем срам на вчерашниот ден, на почетокот на првиот ден на постите, на божикните пости, се случува да влегуваат по куќи да малтретираат жени и деца. Никаде го немало, нити ќе се повтори на уште еднаш. И нема да дозволиме повеќе такви работи. Некој ќе рече, овие се некрстени денови во Македонија, ама ќе поминат, кратко ќе траат, ќе дојде и Божи, ќе дојде и водици. Ќе се покрстат и ќе се смират многу работи. Овде сме пред куќата на правдата да ја бараме правдата, но некој која нема, затоа што Социјалдемократскиот сојуз е на власт. Тоа се луѓе за кои нема никаква цена освен власта, спремни се да продадат се, и државата, и јазикот, буквално се. Меѓутоа, тука сме ние, македонците, граѓаните на Македонија, нема да дозволиме ова да се случи. Најголемиот проблем што се случува, почитувани мои, затоа што Македонија победи. Овие 26 години независност Македонија покажа дека може да се води држава, да постигнува резултати. Сведоци сме ово што го чувствуваме денес. Сите изградени патишта, сите проекти направени во Македонија. Тоа ги плаши не само Социјалдемократскиот сојуз, и сите околу нас комши, бидејќи ние створивме и создадовме држава, држава на македонците. Држава која горди затоа што нашите кои биле пред нас се вложувале за ова држава, ни оставили како аманет и обврска. И ние сме генерацијата која треба понатаму да продолжиме. Дали ние како македонци смееме да дозволиме да не се промени името, да дозволиме да се разнабити Македонија? Дали сме ние генерацијата која тоа треба да го направи? Ние сме генерацијата кои сме најсрекни во Македонија, кога сега живее во слободна Македонија, и затоа треба таква да ја чуваме. Аманетот кој го носам од дедо ми, од сите нас, сакам да го имам во себе и да го пренесам не само за себе и за вас, и тука за моите и мојата внука и за мојата фамилија. Ќе ви кажам една вистина. Вчера слушнав дека е уапсен Ченто, внукот на Ченто. Јас сум внук на Трајко Николов. Една работа да ви кажам зашто го кажувам ова. Дедо ми бил мајстор и го градел монополот во Прилеп. Кога 53-та година го донеле Методи Андонов Ченто и го ставиле да работи кај него и го прашале што сака да работи, и овој му рекол: "Калџија, што било, не е важно. Бил председател на државата, ја создавал државата." И некои луѓе, заради тоа што се ја сакал Македонија, го апсили и го затвориле. И на крај честно работел. Ова е лично сведоштво на мојот дедо, ми кажува дека на крај заедно работеле. А заедно работеле се нашли затоа што Методи Андонов Ченто делува да работел на Ниџе планина, каде што мојот дедо живееше во селото Пожарско. Оттаму потекнува и неговото пријателство и работел во Егејската бригада, каде што работел на монополот во Прилеп. Нема да дозволиме да се случуваат вакви работи. Затоа ние, пратениците, граѓаните на Македонија, стоиме сите заедно во одбрана и во поддршка на сите оние. Јас ги замолувам, кои може да не чуе и тие што ќе им се пренесе, дека цврсто стоиме, ќе направиме се да ова неправда се исправи. Ова што се случува над Македонија, овие темни облаци ќе се променат и ќе се расчистат. Мора тоа да се направи. Ве замолувам сите заедно, денес колку што сме толку, меѓутоа во иднина ќе треба да се даде поголема поддршка. Упатувам и на апел и до Социјалдемократскиот сојуз. Има честни луѓе таму. Не треба да ги ставиме си така. Раководството не им чини. Тоа е друга работа. Ќе се барат друго раководство и ќе видат дека не им чини. Многу брзо ќе почувствуваат луѓето дека и економијата тоне и политиката не работи како што треба. Меѓутоа, има честни луѓе македонци и таму ги повикувам и тие да внимаваат што прават и во парламентот и во сите институции, бидејќи овој реваншизам, како што денес го прават и ова што се случува, не било досега. Сме поминале многу, сите заедно, и нема да дозволиме ова да се повтори.